Публиката во Балтимор се смееше на опаските на председателот Доналд Трамп наменети за некои од неговите најголеми предизвикувачи. Според него, јавноста повеќе го следела неговиот говор отколку дебатата на можните председателски кандидати на Демократската партија, која во исто време се одржуваше во Хјустон. Тој предупреди дека ако демократите победат на изборите, тоа ќе биде лева револуција. Everyone here tonight has a critical role to play at the vital crossroads of our nation. Democrats in Congress have embraced an extreme, destructive, and dangerous agenda, radical socialism and open borders. Democrats are determined to replicate the most catastrophic failures of world history right here in the United States. They've never learned. Во исто време на дебатата на демократските кандидати во Хјустон, неколкумина ги искористија своите почетни изјави за да го критикуваат Доналд Трамп. Тие го обвинија дека неговата политика на поделби доведе до голем број на масовни убиства во земјата. The first is just how dangerous Donald Trump is, the cost and the consequence of his presidency. A racism and violence that had long been a part of America was welcomed out into the open and directed to my hometown of El Paso, Texas, where 22 people were killed. Кандидатот Берни Сандерс пак изјави: It goes without saying that we must and will defeat Trump, the most dangerous president in the history of this country. But we must do more. We must do more. Од друга страна, на председателот Трамп во Балтимор, истакнувајќи некои од, како што рече, најголемите победи на неговото председателствување, вети дека ќе достави уште еден предлог за намалување на даноците во наредната година. Според него станува збор за значителен пат на даноците за луѓето со средни примања, ако и работат напорно.